Благодарам, председателке. Почитуван подпредседател на Македонското собрание Антонио Милошовски, почитувани пратеници, почитувана госпоѓо Саранда Имери Стафај, председателка на Собраниската комисија за култура и туризам, почитувани членови на Комисијата за култура и туризам, почитувана госпоѓо Весела Честоева, директорка на Управата за заштита на културното наследство, почитувани гости, дами и господа. Развојот на културата, цивилизацијата и светот во целина представува интеграцијски процес на материјалното и духовното творештво, создадено од вековните преплетувања на народите на овие простори, во кои секоја генерација, подпирајќи се на културните достигнувања на своите предци, дава свој прилог во збогатувањето на содржината на вредностите во големото семејство на народите. Пренесувањето од генерација на генерација постојано обновувано како интеракција со природата и историските услови на постоење, нематеријалното културно наследство како духовно богатство на еден народ е сведок за неговото обстојување, идентитетот, вредностите и историјата на неговата култура воопшто. Тоа не е само огледало на минатото, затоа што ни ги пренесува и мудроста на нашите предци, јазикот, обичаите, песните, танците, вештините, ракотворбите и други скапоценности на народите и на заедниците. А вредноста е уште поголема ако се помисли на неговата моќ да го живее минатото и сегашноста. Што е танцот ако се заборави низ времето? Ако не се заштити и ако денес не се забележи неговиот пулс? Што е зборот, што значи изразот, што е музиката, ако не се запамети обликот на музиката. Затоа неопходно е да се свати колку е кревко, а истовремено и скапоцено нематеријалното културно наследство. Почитувани, со цел заштита на нематеријалните културни вредности од глобализацијата и од брзите општествени промени, како и потребата за нивно зачувување за идните генерации, УНЕСКО во 2003 година ја усвои Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство, нагласувајќи ја неговата важност како основа за културната разновидност. Во 2023 година на Генералната конференција на УНЕСКО, токму кога се одбележуваше 20 годишниот јубилеј од донесувањето на Конвенцијата, 17 октомври, беше прогласен за Меѓународен ден на нематеријалното културно наследство, со што уште еднаш беше потврдена заложбата на државните членки за подигнување на свеста за зачувување и промоција на нематеријалното културно наследство во меѓународни рамки. Денеска пак, за прв пат, одбележувајќи го овој ден, се приклучуваме кон неговото глобално чествување и ми е голема чест што имам можност да се обратам на овој ден. Во овој контекст ќе потсетам дека Македонија стана дел од светската карта на држави со впишано нематеријално културно наследство на листите на УНЕСКО и тоа, да ги набројам, 40, празнувањата на светите 40 маченици во Штип 2013 година, Копачката, Машкото соборско оро од село Драмче Пиенец во 2014 година, заедничката апликација на Република Македонија и Република Турција, пролетната прослава Хедрлес и мултинационалната апликација на Република Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија, културни практики поврзани со 1 март 2017 година, на репрезентативната листа на УНЕСКО на нематеријално културно наследство и човештво и со впишувањето на гласоечко, двогласно машко пеење во Долни Полог 2015 година на листата на УНЕСКО на нематеријално културно наследство за ургентна заштита. И верувам дека досегашните позитивни искуства и овие впишани нематеријални добра и во иднина ќе бидат предизвик за експертите кои што го проучуваат нематеријалното културно наследство, затоа што тоа ни припаѓа на сите нас, но и на целото човештво. Почитувани, како председател на Националната комисија на УНЕСКО, би сакал да ја истакнам одличната соработка што Македонија ја негува со оваа меѓународна организација и да го изразам моето уверување дека и во иднина со поддршката од УНЕСКО ќе продолжиме да ги афирмираме македонските културни вредности како дел од светското културно богатство.
И сосема на крај, сакам да изразам голема благодарност до Комисијата за култура и туризам, до председателката Саранда, како и до членовите на комисијата и сите присутни на денешниот настан, посветен за одбележувањето на Меѓународниот ден на нематеријалното културно наследство. Се ќе биде како што треба, се разбира, ќе ни требаат многу поголеми буџети за да можеме да го одржуваме, за да можеме да го промовираме се повеќе и повеќе, но се разбира дека најважно од се ќе ни биде образовниот процес, да имаме добри кадри, да можат да ги спроведуваат овие практики, како што каже и подпредседателот на Собранието Антонио, ќе ни требаат луѓе за ова. Да се негуваме, да се чуваме. Ви благодарам многу.